Денешната моја кратка тема, кој што кажав, ја насловив како коски, вино и леп. И сега речете, виното и лебот имаат некоја врска со денешната служба, ама сега што со коските. И веднаш да ви кажам дека не станува збор за коските на нашиот Спасител, кои што останале здрави, сите до една, иеко ги истрпил сите оние мачења на Голготскиот крст, туку за нечии други коски на еден многу познат библиски лик, на чие што вера можеме да се угледаме, а тоа се коските на Јосиф. Една исклучително позитивна личност во Библијата, па јас би ја поканил на почетокот да отвориме во Битие или Прва Мојсиева, 50-та глава, значи на самиот крај, последната глава од Битие. И ќе читаме од 22 па до 25 стих. 50-та глава Битие, од 22 до 25. Јосиф остана во Египет заедно со својот и со татковиот род. Знаете, ова откако веќе целиот Израел ќе се пресели во Египет. Јосиф живееше 110 години. Така Јосиф ги виде, че многу виде, поживеа, Ефремовите деца до ето колено дори, а му се раѓаа деца и на Махир, синот Манасиев, на Јосифови колена. Најпосле Јосиф им рече на браќа си: еве, јас ќе умрам скоро, но Бог навистина ќе се сети за вас и ќе ве изведе од земјава во земјата што им ја вети под заклетва на Аврама, Исака и Јакова. Тогаш Јосиф ги заколна Израелевите синови: Бог вистина ќе се сети за вас и тогаш изнесете ги моите коски од тука. Погледнете ја верата на Јосиф. Цврсто се подпирал на ветувањата Божи, кои што Бог ги дал уште на Аврам и на Исак и на Јаков, дека Божиот народ ќе ја наследи хананската земја. Кога? Тогаш. И дори рекол: не сакам моите коски овде да останат во оваа туѓа земја, иако во тој период знаеме дека доста добро живееле израелците во Египет, во времето на Јосиф, за разлика од времето после тоа, кога ќе дојде. Но тој ги заколнал, им заповедал да ги изнесат неговите коски и да ги закопаат во Ханан. Но навистина воодушевува неговата вера, дека навистина тој ден, тој час ќе дојде, дека навистина Божиот народ, Господ ќе го изведе од Египет, од таа земја на робство, ќе го однесе, ќе го внесе во ветената хананска земја. Погледнете во Евреите 11 глава, значи во онаа глава кај што се запишани великаните на верата, што е запишано токму за Јосиф и конкретно за овој случај, овој момент. Евреите 11 глава 22 стих. Преку вера Јосиф на умирање спомна за излезот на Израелевите синови и даде заповед за своите коски. Преку вера. И не е ни чудо што меѓу сите овие великани овде на верата што се спомнат, ги има повеќе, спомнате и Јосиф, но еве токму и овој момент. Неговата вера дека Божиот народ нема да остане за секојаш во Египет. Сега, отвараме и читаме во Излез, значи втора книга Мојсиева, 24 глава, 32 стих. Втора Мојсиева Излез, 24-32. Не, се извинувам, 13-19. Тоа е Исус Навин, после ќе одиме во 24-32. Значи, Излез 13-19. Ова е времето на Мојсей. Ова е времето од како ќе се случат сите оние страшни зла во Египет, кога Господ конечно ќе го убеди фараонот, египетскиот фараон, да го пушти Божиот народ. И читаме во 19 стих од 13 до поглавје на Излез.
Мојсе ги зеде со себе си Јосифовите коски, зашто Јосиф ги заколна израелците со зборовите: Бог без друго ќе се застапи за вас, тогаш земете ги со себе од тука. И еве го, значи, моментот кога Мојсей, излегувајќи со целиот израелски народ, ги зема коските, како што, значи, Јосиф ги заколнал, го заколнал Божиот народ, да ги земе неговите коски. Сега во Исус Навин отвараме во 24 глава 32 стих. Исус Навин 24:32. Последната 24 глава од Исус Навин, 32 стих. Ова сега која е време? Значи, Мојсей не успел да го внесе Израел во ветената земја, кој го внел? Токму Исус Навин. И ова е моментот кога веќе се влезени во хананската земја, и читаме во 32 стих: Јосифовите коски, што и израелевите синови ги донесува со себе од Египет, ги закопаа во Сихем, во земјиштето што Јаков го имаше купено од синовите на Емор, Сихемовиот татко, за 100 сребреници, што им припаднаа во наследство на Јосифовите синови. Јосифовите коски, од овие неколку стиха заклучуваме дека биле носени цело време додека израелците патувале низ пустината. Цели 40 години. И конечно, влегува Божиот народ во Ханан, и еве го моментот кога неговите коски по негова заповед се закопани во Сихем, значи во хананската земја, кај што тој сакал. Значи, интересно, 40 години, иако тоа не било, нели, Божја намера, тие покрај светилиштето, и знаеме сите оние елементи, па стока, па сето она што ги придружувало, тие ги носеле верно и Јосифовите коски со себе. Тие коски биле подсетник, како прво, на египетското робство, на земјата на робството. Биле подсетник на Јосифовата вера, на тоа што тој цврсто се подпрел на Божјето ветување дека еден ден Божиот народ ќе наследи хананската земја. Значи, и наназад гледале, како подсетник на она каде биле и што биле, ни што поминале, но и нанапред ги подсетувале овие коски дека еден ден сигурно ќе влезат во хананската земја. Среде Јовановото Евангелие, кое што, еве, веќе втора година го проучуваме, и 2014 ќе ни биде трета година, значи, дури 3 години ни треба за да го проучиме темелно Јовановото Евангелие. Среде него, среде тоа Евангелие, во 14-то поглавје, имаме прекрасно ветување. Во 13-то поглавје знаеме дека се случува светата вечер. Светата причест, кој што Исус ја воспоставува токму на Пасха, значи во таа вечер, четвртокот, пред да нели биде уапсен и после тоа и раснат во петокот. После таа вечер, односно истата таа вечер, знаејќи дека учениците се загрижени, неколку пати им повторил, сеќавате проучувавме, дека тој уште кратко е со нив и после ќе замине кај својот татко, учениците се вознемирени од таа мисла, и тој ќе им го каже ова прекрасно ветување во 14-то поглавје, првите 3 стиха од Евангелието по Јован. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувате и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. Значи, одам, меѓутоа одам со цел да ви приготвам место. И откако ќе завршам со тоа, кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум и јас. Ова е едно од најголемите и најсилните ветувања на кои што можеме со сигурност да се подпреме, како што Јосиф се подпрел, со вера на ветувањата Божи, дека Божиот народ еден ден ќе влезе во хананската земја. Ова е за нас влезот во хананската земја, ветената земја, небесната земја. Исус ветил дека заминува, но заминува со цел да подготви места за нас и да дојде еден ден, ќе дојде еден ден да не земе со себе и да не носи во Ханан. Колку ние се подпираме на овие ветувања?
се нарекуваме адвентисти, колку ние веруваме дека живееме во време во кое што навистина се, на некој начин, нели така кажано, се слушаат тие чекори. Христос доаѓа. Сега, каде е тука светата вечера? Прво Коринќаните отвараме, односно, Матеј 26 глава најнапред, оние два текстови кои што обично ги читаме за време на света вечера. Матеј 26 глава, кој што одговара на 13 глава Јован, значи моментите кога се дели таа свет, кога Исус им ја дели светата вечера, на своите ученици, Матеј 26 глава, од 26 до 29 стих, она библиско четиво што обично го читаме пред самиот чин света вечера. А кога јадеа, Исус зеде леп, благослови, го раскрши им, го раздаде на учениците и рече: земете, јадете, ова е моето тело. Тогаш ја зеде чашата и заблагодари, им ја даде и рече: пијте сите од неа, зашто ова е мојата крв на заветот, која се пролева за мнозина за проштевање на гревовите. Но ви велам од сега, нема да пием од овој лозов плод до оној ден кога ќе опием со вас нов во царството на мојот татко. Овие стихови, но и стиховите кои што исто така ги читаме во Прво Коринќаните, отворете сега таму, Прво послание до Коринќаните, 11 глава, глава од 23 до 26. Овие пак стихови гласат вака: зашто јас го примив од Господа она што и ви го предадов, дека Господ Исус во онаа ноќ во која беше предаден зеде леп и благодари, го раскрши и рече: земете, јадете, ова е моето тело, кој се крши за вас, правете го ова за мој спомен. Исто така и чашата зеде по вечера и рече: ова е чаша на новиот завет во мојата крв. Правете го ова секој пат кога пиете за мој спомен. И 26 стих вели: зашто секој пат кога ќе го јадете овој леп и ќе ја пиете оваа чаша, ја навестувате Господовата смрт, но не само тоа. Продолжува стихот и вели: додека дојде тој. Значи светата вечера, самиот чин, точно е дека ги насочува нашите погледи првенствено кон Голготскиот крст, првенствено кон жртвата Христова, пролејаната негова крв, тоа тело кое што се кршеше за нас на крстот Голготски, но не само тоа, не само на тоа, туку и забележувате во 26 стика и она што го читавме во Матеј 26 поглавје, Исус сака да ги насочи нашите погледи и кон неговото второ доаѓање. Значи светата вечера не само што ги насочува нашите погледи кон жртвата, без која што нема спасение. И денеска токму преку примањето на бесквасниот леп и гроздовиот сок, ние уште еднаш ќе ја признаеме таа жртва Христова како единствен начин и пат за спасение. Но и со надеж и со вера не подсетува да гледаме нанапред кон второто Христово доаѓање, дека тоа е сигурно. И сигурно ќе се случи и тоа во скорешна иднина, кога конечно ќе заврши се и кога конечно ќе бидеме земени на облаците и ќе влеземе во Ханан. Значи, како што Јосифовите коски биле носени цели 40 години додека израелците патувале низ пустината и ги подсетувале и на земјата на робството, и на Јосифовата вера, и на ветувањето дека што го дал Господ дека Божиот народ ќе влезе во хананската земја, така и светата вечера. Не подсетува наназад на Христовата вера, на Христовата жртва, на тоа дека тој преку таа жртва не изнесе од земјата на робството, односно од робството на гревот, но и нанапред со вера да гледаме на нашиот влез, сигурен влез, сигурно ветување дека Исус ќе дојде ќе не земе и ќе влеземе во таа ветена хананска земја. Тоа е таа врска што ја најдов со коските на Јосиф и што верувам дека е една интересна и убава илустрација. И навистина треба да имаме Јосифовата вера, треба да имаме верата на Ное, треба да имаме верата на Аврам, треба да имаме верата на сите оние великани кои што се запишени во Библијата. Дека не сме случајно повикани, не сме случајно ни денеска сите што сме дојдени овде, да го обновиме заветот, да повторно се подсетиме дека без Христовата жртва нема спасение, дека само тоа е начинот за нашето спасение, но и да се охрабриме дека Исус скоро доаѓа. Ветувањето ќе се исполни. Може би чека, може би
како се беше оној стих во Авакум или Хабакук. Може би ќе се забави, но не, сепак не забавува, туку ќе се случи. Сето она што е исполнето во Библијата, е исполнето затоа што Господ го ветил, и оние работи кои што се уште не се исполнети, сигурно ќе се исполнат. Нека овој миг, нека оваа света вечера биде токму, ги насочи нашите погледи токму и кон скорешното Христово доаѓање. Нека му е слава на Господа за овие прекрасни ветувања. Јас би кажал амин на крајот и би ги повикал најнапред сестрите да, како што е редот, да заминат долу во просторијата на обред на понизност, а потоа ќе следат и браќата.